председателот на државата, господинот Стево Пендаровски, не можел да најде поповоден момент да се јави со рамка за развој на Македонија до 2030 година, имајќи и предвид последните настани, последниве месеци во светот и кај нас. Независно од тоа, од неговиот делокруг на работа, мислам дека ова ќе биде една корисна ориентација и за сите надлежни државни органи, владата, па и другите политички субјекти во Македонија, да од председател се слуша што е тоа што е најбитно во наредните години Македонија, за разлика од досега, да направи во областа на економијата. Имам предвид кога го викам ова и кога присуствувавме на тие консултативни средби, бидејќи овде не можем подолго да елаборирам, нема ни потреба, дека колку битно било и досега, а ние не сме имале причина тоа да не го имаме предвид, енергетската независност на државите и потребата од производство на основните земјоделски производи. Мене ми е најбитно ова да го истакнам, затоа што тоа премногу е пропуштено досега, а веќе ситуацијата во Македонија била таква да ние сме могли и повеќе нешто да сториме во тој смисол, и овие објективни причини што сега ни дојдоа и ни ја зголеми кризата, може ќе бија и многу помало тој однос према овие два столба на економскиот живот и на животот на луѓето, енергијата и храната, бар што е можно повеќе државата да биде по-независна од странските интервенции. Точно е тоа дека кога станува збор за разни производи што треба државата да ги има, дека во нормални услови некогаш и се наоѓаат поевтини производи и за храна, и за енергија во странство. Меѓутоа, дека ќе дојде до ваква ситуација, до вакви растројства во светот и во размената и во нормалните токови на економските односи меѓу државите и на планетата, дека мислевме дека тоа води во обратна насока, дека секогаш ќе биде можно да се најдат таа размена на стоки и услуги со странство да не биде проблем. Меѓутоа се случи ова и мислам дека е крај многу погодно што во оваа ситуација сериозна ред беше, потреба беше и председателот на државата да укаже на овие потреби во оваа рамка за развој до 2030 година, а кога станува збор за овие два столба што ги спомнав, тие никогаш веќе нема да бидат излишни. Секогаш ќе треба што повеќе да се обезбеди независност во снабдување со енергија и со основните прехранбени производи.